Наша денешна гостинка е психолог Тина Дамеска. Професионална и секогаш полна со ентузијазам во својата работа, како психолог и психотерапевт работи околу 15 години. Во продолжение ќе слушнеме нешто повеќе за тоа која е самата убавина во нејзината професија, но воедно и зошто е важно и колку е важно да се грижиме за нашето ментално здравје. Да ја посакаме добро утро. Добро утро, и мене ми е особено драго, особено во вака пријатно место и со пријатни луѓе. На самиот почеток сакам да слушнеме како изгледа едно ваше типично утро. Типично утро за мене е многу различно сега од тоа како некогаш изгледало. Што сакам да кажам со тоа? Сакам да кажам дека откако се здобив, фала на Бога, нели, со улога родител, моето утро е многу поразлично и подинамично него како претходно било. Меѓутоа, и покрај сите овие обврски успевам да најдам време и најмногу уживам, може ќе биде клише ова за гледачите, најмногу уживам во раат кафе, што викаме, па макар и тоа да е 10 минути. Помногу за тоа е терапија. Така, баш така. Време сам со себе, време сам со своите мисли, да малку здивнеме. Во однос на обврските со децата, се знае тоа, обично денот така почнува динамично, обврски кој ваму, кој таму, кој онаму треба да се разнесе и така тоа изгледа. Кога веќе ги напоменавте родителските обврски, сакам да слушнеме нешто повеќе и за вашите работни обврски. Како изгледа самиот работен ден на еден психолог? Ако ние зборуваме за конкретно за мојот домен, за мојата област, мојот ден започнува најчесто со тоа што јас многу однапред ги планирам своите активности, минимум да речеме 2 недели, 1 недела, 2 претходно, заради времето со кое што ние сме врзани. Од нашите сесии најчесто траат по 1 час психотерапевската средба, плюс минус, нели? И затоа е многу важно за сите, вклучително и за мене, но и за луѓето кои што доаѓаат како клиенти, да си го однапред испланираат своето време. Тоа значи дека доколку имаме среќа со колешките, рано наутро можеме да имаме заедничко раат кафе, доколку имаме време слободно за тоа, во спротивно веќе распоредот тече, денот тече, и она што е важно е да оставиме мал простор помеѓу клиентите, чисто да ние малку се освежиме, се рефрешираме, бидејќи она што се изнесува како содржина е понекогаш интензивно и потребно и за нас да малку се релаксираме, се баш онака да направиме една кратка пауза пред да влеземе во следната сесија. Кој е најголемиот предизвик во вашата работа? Дали можеби кога треба да се даде некој совет, дали можеби некој клиент одол? Би издвоила неколку вака специфични предизвици, кои што мислам дека се важни за секој психолог, особено ако станува збор за психолог, психотерапевт. Ние зборуваме за градењето на терапевската алијанса, односно терапевскиот сојуз, и веројатно тоа е прв предизвик со кој што се среќаваме кога ќе дојдат кај нас нови клиенти. Што значи тоа? Тоа значи дека е многу важно да ние го изградиме тој однос на доверба, бидејќи тоа е основата, тоа е тлото на кој што може да се изгради добра терапија. Без тоа ние не можеме да зборуваме и да градиме понатамошна добра психотерапија или добар терапевски однос. Значи тоа би бил прв предизвик кој што е вака поспецифичен. Инаку има многу други предизвици. Например, еден од предизвиците, веројатно ние кога ги бираме професиите, не случајно ги бираме, и конкретно за нас важи она правило дека помалку или повеќе дека сме доста емпатични. И ако вие го земете тој факт во предвид дека работите со луѓе, со жива материја, работите со нивните потешкоти, со нивните предизвици, секако и со нивните радости и достигнувања, меѓутоа голем дел од таа содржина знае да е емоционално обоена и свесно или несвесно ние понекогаш тоа го зимаме. Така што еден од предизвиците тука би било како да се постави, ова е можеби е добро и за сите идни генерации на психолози и на психотерапевти, како да ги постават своите лични граници, односно како да ги зачуваат своите лични граници и како да
нели не интерферира, да не се меша во нивното секојдневие. Напоменавме нешто за сите оние предизвици со кои се соочувате во вашата професија, но што е оно клучно кое што ве потикна да ја одберете оваа професија и поточно прашано која е убавината во самата професија? Убаво прашање. Има многу предизвици и веројатно сето тоа успеваме да го носиме благодарение на тоа што ја сакаме професијата и благодарение на тоа што професијата има и секако многу своји позитивни страни. Една од тие, можеби како најважна за мене, би го издвоила моментот кога ќе видите напредок, кога ќе видите насмевка кај своите клиенти, кога ќе видите постигнување кај своите клиенти. Буквално како кога дете мало проодува, знаете, го гледате целиот процес, како дете се труди, се мачи, нели, во наводници и така натака, и гледате дека има напредок. И тоа не е важно само да вие го видите, него самиот клиент да го види. Тоа е еден ветер во грб пред се, а исто така и ми се чини дека тоа се рефлектира на поголемата слика. Оти знаете, сите ние можеме да кажеме дека една мала работа, не знам, ако јас ја поместам чашата од тука до тука, не прави никаква промена. Меѓутоа, секоја позитивна промена кај една индивидуа, еве вака системски малку гледано, прави промена во целиот семеен систем. Тоа значи целото семејство, потесно или проширено. И ако тоа прави промена во целиот семеен систем, позитивна, тоа бранување ќе се осети и во поголемата заедница. Што значи дека секоја мала промена кај индивидуата во позитивен аспект, во позитивен смер, во позитивна насока, и како ќе се рефлектира понатак. И затоа е многу важно и затоа е многу, мислам дека е многу добро, вака наградувачки како професија, оти тука сте да ги гледате тие мали бебешки чекори понекогаш. Во текот на разговорот ја напоменавте самата доварба, односно стекнувањето на самата доварба кај вашите клиенти. Пред самиот крај сакам да дадеме еден утренски совет до нашите гледачи како да го победат тој страв за да посетат психолог. Морам да кажам дека сум многу позитивно и пријатно изненадена од младите генерации. Ако понекогаш имаше одредена стигма и можеби се уште ја има кај постарите генерации во смисла на и ние века растевме што нас не фалеше, не ни помислуваат и така натака, да, како ние сами ги решававме сите работи и сето тоа, сепак има една промена и се повеќе младите се охрабруваат и бараат помош тогаш кога им е потребна. Тоа не значи дека ние треба на секоја прва сопка во наводници да се јавиме веднаш на психолог или на психотерапевт или на психијатар. Туку напротив, треба да ги пробаме нашите ресурси, да ги пробаме нашите снаги, нашите сили, да видиме зашто станува збор, да пробаме неколку алтернативи, неколку решенија. И ако видиме дека никаде сме заглавиле, многу слично како со на супервизија што ја спомнав, тогаш е време да се побара стручно лице, кое што ќе биде многу поразлично од поразличен начин на комуникација, поразличен разговор од она што веројатно досега сме го правеле. Ви благодарам многу за одвоеното време и драго ми е што бевте дел од рубриката на Кафесо. Ви благодарам, уживам.